Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за амајлиите и погрешното верување во нив. Мнозина православни македонци во своите домови, во автомобилите, на вратите од куќите, на вратите од канцелариите, од бизнисите, на облеката, на гушата, го ставаат или чуваат Фатиминото око или потковицата. Што значи тоа и од каде потекнува? Потеклото на Фатиминото око. Според исламската традиција, Фатима била ќерка на Мухамед. Таа на својот вереник му подарила парче сино стакло како амајлија и тој носејќи го ги поминал сите препреки и така успешно го завршил своето патување. Оттаму верувањето дека Фатиминото око штити од магии и лоши духови. А да видиме сега како потковицата стана символ на среќата. И потковицата има долга историја како заштитен символ. Од најраните времења човекот верувал дека обликот Ю, тоа е големата буква од азбуката на латиница, на потковица е моќен заштитен символ. Овој символ е многу чест во египетската иконографија. Меѓу античките народи тоа беше поврзано со божиците на месечината и на ловот. Во древната келтска традиција, накитот од потковица се користел за одбрана од така наречени непослушни самовиди. Можеби најистакнатата карактеристика на потковицата како заштитен и среќен символ доаѓа од Англија. Постои легенда дека ѓаволот го посетил светиот Данстан, кој бил вешт ковач и го замолил да направи потковица. Светиот Данстан го фатил ѓаволот во потковицата и од тогаш тој никогаш не бил во можност да влезе во христијанска куќа која има потковица над вратата. Оттаму потковиците и денес се прикачуваат на вратата како предупредување за злите сили и духови дека куќата е под божествена заштита. Ова е апсолутно неточно. Ова верување произлезе од обредите на жртвување, каде што коњот се принесуваше како жртва на Бога, од кој останаа само потковиците, кои беа доказ за жртвата дадена на Бога. Во некои делови потковицата на мртов коњ била фетиш, што ги штити жените при раѓањето да им биде полесно и успешно ги штити од сите болести, а малите деца од магии. И денес се смета за посебно богатство во наводници, кога ќе се најде стара потковица за која се верува дека има 10 пати поголема јачина, носи поголема среќа од купената потковица. Запишано е дека бродот на адмирал Нелсон, наречен Победа, имал среќа бидејќи потковицата била закована на јарболот, но тоа и не е точно. Тоа е празно верување или суеверие. Во Европа, на Исток и Латинска Америка, потковица обично виси над зид свртен надолу. Така се верува дека среќата ќе се излее врз вас. Во Англија, сепак, потковицата се става во превртена положба, а во Мексико пак се оди дотаму што не смее да се допре. Сите овие обичаи се апсолутно погрешни. Причина за појавата на амајлиите. Во ситуации на љубов кон се што е окултно и паранормално, амајлиите се цврсто вкоренети и меѓу нашите луѓе. Така покрај Фатиминото око и потковицата, во поново време можат да се вбројат и чувањето на слончиња, кинески жаби, па дури и мартинките кои имаат долга историја меѓу нашиот народ.
Низ историјата од разни причини, сите луѓе не биле во можност да се запознаат со вистинската вера. Во поново време пак, изморени од долгогодишниот и наметнат државен атеизам, почнале да се стремат кон нова, но за жал погрешно верување. Атеизмот направи голема штета во човечката душа, не знаејќи дека верата во Бога е вистина втисната во подсвеста на човекот и никако не може да се искорени. Тие нешто многу допринеле за појавата на апстрактното погрешно верување и амаилиите. Друга причина е што и денешниот човек ретко размислува за смислата на животот, како што често мислиме за смртта. Смртта е нешто апстрактно што може да се случи и ќе се случи, но не сега. Затоа секој настојува да се заштити од се лошо, од негативната енергија која доаѓа низ прозорецот или низ вратата, од магии и уроци кои ни ги насочуваат некои луѓе и така натаму. И наместо да размислуваме за смислата на животот воопшто, луѓето се одлучуваат да тргнат по наједноставниот пат, да се обеси амаилија. А зошто тоа е лошо? Лошо е од едноставна причина што не е компатибилно со православното, односно спротивно со учењето и верувањето на православната црква. Се она што е спротивно со учењето на црквата е грев. Затоа личен избор е на секого. Или ќе биде православен, или сте паганин, окултист и слично. Одвраќање од погрешните верувања за амаилиите. Зошто ние православните треба да се одвраќаме од употреба на такви окултни или пагански предмети или амаилии? Амаилиите во нашата православна вера немаат никакво значење. Со нивната употреба ние само се оддалечуваме од вистинската вера во Бога и го навредуваме Господа Исуса Христа, кој пострада за нас на крстот. Благодатната сила на светиот крст и светите икони е потврдена и пројавена многу пати низ историјата на црквата, па и во денешно време. Затоа, драги мои, отфрлете ги амаилиите и украсувајте се со светите предмети кои се во согласност со верувањето и учењето на православната вера. Амин.